Благодарам господине Џафери, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Веќе стана пракса во македонското собрание да се носат важни закони во период кој што навистина и натежнува на македонската јавност, односно во период кога веќе овој парламентарен состав требаше да биде распуштен и да Македонија порастеретено да се движи кон парламентарните избори во април оваа година. Но за жал, ќе повторам, за жал, и на македонската јавност и на сите нас ни е јасно дека со оваа влада, со оваа власт, можевме и да очекуваме еден таков расплет, да и во последните денови од распуштањето на овој парламентарен состав, јавноста да ја држиме во неизвестност и Република Македонија на некој начин да има одредена парламентарна криза, бидејќи за таков закон, за закон за јавно обвинителство, сите овде имаме повозрастни колеги кои што имаат подолг стаж во овој законодавен дом, им е сосема јасно дека таков закон за јавно обвинителство се носи со консензус. За жал, ќе повторам уште еднаш, за жал, уште еднаш се крши Уставот, како што тоа претходно, во претходниот парламентарен состав, се извинувам на македонската јавност, го направивме и со Законот за специјалното јавно обвинителство. Многумина од нас признаа дека со тој закон ние ставивме на хартија и му дадовме овластување на еден монструм кој што ги подри темелите на правната држава, наместо да донесе правда во Република Македонија. Тоа специјално јавно обвинителство почна да ги урнисува надежите на Македонија за да добие датум за преговори, бидејќи сите оние активисти кои што излегоа на улица и бараа правда и бараа мир во оваа држава, за жал, после големото фијаско, после големиот срам, што оваа институција, ако можам така да ја наречам, затоа како што и претходно споменав, представува една противуставна институција, односно институција која што е поставена на темели кои што се судираат со уставните норми во Република Македонија. Наместо сите тие активисти кои што бараа од тогашната власт, од тогашниот состав на парламентот да донесе законско решение со кој што ќе се стави крај на таа предизвикана вештачки криза за да се спроведат некои други агенди, сепак таа јавност ја немаше. Ги немаше тие луѓе да изразат незадоволство, да излезат на улица и со изжар да се спротистават на монструмот наречен СЈО. Како што ни е веќе во последно време во нашата држава, мора да направиме некој континуитет, еден незаконски континуитет, противуставен континуитет и повторно влегуваме во еден период, односно влеговме веќе во едно, како да кажам, навистина тежок период со кој што криминалците од оваа власт, одговорни за рекетот, одговорни за корупцијата, одговорни за бандитизмот во државата, да се испазарат и да дојдат до еден акт кој што ќе им гарантира слобода. Ќе им гарантира дека нема да бидат гонети за сето она што го сториле за време на нивното владење во период од 3 години. Сето ова не носи на последните места според сите рангирања на еминентни светски институции.
додека пред 10-15 години Македонија се рангираше се повисоко и повисоко и се подобро и подобро на тие ранг листи, сега имаме слободен пат. Според перцепцијата за корупција, Македонија е најкорумпирана држава на Балканот и во нашиот поширок регион. Изгорена се, овој закон треба да ги избави односно да ги спаси креаторите на ова што и се случува на Македонија од одговорност. Навистина жалосно, почитувани колеги пратеници. Жалосно, и сметам дека ова ќе биде уште еден голем товар врз грбот на оваа држава, но сепак сум оптимист дека еден ден правдата ќе ги стигне сите оние кои што сакаат со закон да се спасат. И јас ќе ја повторам јавната расправа. Јавна расправа која што веројатно беше организирана од страна на Комисијата за политички систем, за да ради реда и се покаже на јавноста, еве и ние сакаме да покажеме одредена транспарентност во носењето на овој закон. И што се случи од тоа? Ниту една забелешка од експертите, без разлика до кои политички идеологии се поблиски или не, ниту една забелешка од експертите не беше прифатена. Доколку некој имал искрена намера при носењето на овој закон, требаше во овој период од 4-5 дена, колку што е одложено распуштањето на овој парламентарен состав, да се седне и да се договориме. На Македонија е потребен закон за јавно обвинителство кој што ќе гарантира правда, кој што ќе спроведува правда и ќе биде во согласност со Уставот и со позитивните законски норми во оваа држава. Требаше тоа да им го пропуштиме, да им го претпуштиме на експертите. За среќа ги имаме доволно во оваа држава, како од теоретски аспект, така и од практичен. Имаме искусни обвинители со интегритет, имаме искусни судии со интегритет, имаме професори докажани во нивната област и во периодот додека траеше изборната кампања, прва точка на наредниот парламентарен состав да биде овој закон изготвен во согласност со Уставот, во согласност со сите позитивни законски норми во оваа држава. Но на некој тоа не му одговараше. Овој предлог произлезе од ВМРО ДПМН и тој предлог беше вистинско решение за оваа ситуација, бидејќи сепак и во крајна линија овој закон ќе важи од јуни 2020 година. На некој му се брзаше и од одредени колеги пратеници навистина не очекував еден таков однос да го менуваат сопственото мислење, односно да ја покачуваат сопствената цена како да е ова пазар. Ова не е пазар, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Ова е законодавен дом кој што треба да има интегритет, кој што треба да носи закони кои што едноставно ќе оневозможат на сите политичари, на сите функционери, на сите граѓани на оваа држава да се дрзнат и да направат криминал. Таков закон ни е потребен. Не ни е потребен закон кој што адхок ќе реши проблем со законот на одредена политичка елита. Еден ден ќе помине време, ќе видиме исто, ќе се срамиме, односно ќе се срамите од овој закон, како што тоа се случи со специјалното јавно обвинителство. Наместо да донесе правда, ќе донесе неправда, наместо оваа држава да биде функционална, да биде правна, ќе направиме од неа сите оние кои што и така се сомневаат во институциите, односно не веруваат во системот на оваа држава, да си заминат од овде и никој пат повеќе да не се вратат.
Овој закон ги руши темелите на нашата татковина. И благодарам.